Тренерот кој донесе големи резултати за Детонит Плочковица, кој направи најголем историски успех во фудбалот во Радовиш, спогодбено заминува. Иван Варадиновски не е повеќе тренер на Детонит Плочковица, откако двете страни спогодбено се разделија. Варадиновски пред 2,5 сезони го превзема кормилото на Детонит Плочковица, а во пролетниот дел од полусезоната во која го водеше Детонит Плочковица заврши на високото 5-то место, што беше најголем успех за фудбал во Радовиш. Минатата сезона Детонит Плочковица заврши на високото 3-то место, а Радовишин игра бара за влез во првата лига против Скопски Вардар, но беа поразени во Струмица. Овој резултат е најголем во фудбалот во Радовиш. Детонит Плочковица под водство на Варадиновски немаше ниту еден пораз на домашен терен минатата сезона, а прими само еден гол. Спогодбено одлучивме да ја прекинеме соработката. Секој почеток има и крај. Ова за мене беше повеќе од успешна приказна и во овие 2,5 години заедно со играчите испишавме истории и имавме резултати за почит. Екипата не е во некоја резултатска криза, со оглед на тоа дека е почеток на првенство. Благодарна су уште еднаш до играчите и на сите инволвирани во клубот. Изјави Варадиновски ексклузивно за телевизија М-нет. Интересот за Варадиновски пред почетокот на оваа сезона беше голем. Тој и во претходната сезона, но и на стартот од оваа сезона беше на радарот на 3 екипи од втората лига кои имаа високи амбиции да се борат за прва лига во новата сезона. Членот на управниот одбор на фудбалскиот клуб Детонит Плочковица, Станко Манчевски, го потврди заминувањето на Варадиновски од тренерското столче, а при тоа во гостувањето во спортскиот магазин Трибина на М-нет се заблагодари на Варадиновски за професионалната соработка, посакувајќи му успех во иднина. Во текот на вчерашниот ден ова е пресна информација и гледам дека М-нет како и секогаш е добро обавестена. Значи ова ние како клуб се уште не стигнавме официјално на нашата Facebook страна и на нашите официјални социјални мрежи да му се заблагодариме на Иван Варадиновски, значи на синоќашната управа. Во разговор со Варадиновски спогодбено го ја раскинавме соработката. Иван е еден професионалец кој во Радовиш го донесе историскиот резултат. Значи не однесе фудбалскиот клуб во бараж за првата лига и ние како клуб сме му навистина благодарни. Значи му посакуваме се најдобро во понатамошната кариера и веруваме дека пред Иван има светла иднина и дека далеко ќе стигне како тренер. Јас сум убеден дека Штипјан и фудбалската јавност уште долги години ќе слушаат за Иван Варадиновски, меѓутоа многу пати јас знам да прокоментирам и тренерската работа е многу слична и неблагодарна како фудбалската, значи како голманската. Еден голман може да фати 100 сигурни пенали, 100 сигурни зицери да прими еден ефтен гол и да биде виновен за поразот. Така да, иако Иван направи се од себе, даде се од себе, екипата не се движи во насоката во која ние посакуваме како управа и во која градот очекува пред се. Сега малку ги разгаливме Радовишани со успесите од последната сезона, од пролетниот дел, од баражот. Значи ние Радовиш имаше, знаете, историски резултат со само еден примен гол на домашен терен. Така што овој тебе да кажам лош старт, уставно лош старт во овие 3 кола, еден пораз и еден нерешен резултат дома беа причина да се јави некој незадоволство, да се не би рекол недоверба, меѓутоа еве да дојде до тој прекин на соработка. Целиот разговор од гостувањето на Манчевски во Тревина ќе може да го проследите во четврток од 20 часот и 30 минути на М-нет телевизија. Промената доаѓа пред резултатската пауза, зашто клубот од Радовиш добива на време со цел да го реши испразнетото тренерско место.